Замислите, за 3 дена над 7000 деца се вклучиле во таа мрежа, а меѓу нив има сигурно возрастни кои ги следат и може да ги злоупотребат истите фотографии и да ги уценуваат девојчињата. И додека надлежните трагат по администраторите, групата доцна во ноќта е под ново име 18+ само за возрастни. Веќе не се споделуваат ниту видеа, ниту фотографии на малолетни девојчиња. Првата детска амбасада во Светот Мегеше доби во петокот дојава и ние веднаш реагиравме до Министерството за внатрешни работи, одделение за компјутерски криминал, да се сузбие ова, би рекол, деградирачка и компрометирачка мрежа, каде што се ставаат фотографии, порнографски и видеа од девојчиња дури кои не се реални, а се жигосуваат и се во ситуација да бидат жртва девојчиња на 12-13 години, кај што не може да демантира дека не се тие. Меѓу нив има и реални порнографски видеоматеријали од девојчиња кои споделувале на своите отворени Инстаграм профили, дури со своите другарчиња и тие исто така се дел од компрометирачките материјали. Она што можам да кажам е дека навистина ова е алармантна состојба во која воспитно-образовниот процес мора да биде на повисоко етичко-морално ниво издигнато, родителите да бидат помобилни и деца да бидат едуцирани за сајбер насилство, за сајбер меѓуврсничко насилство, за да може да се превенират и евентуално заштитат. Замислите, за 3 дена над 7000 деца се вклучиле во таа мрежа, а меѓу нив има сигурно возрастни кои ги следат и може да ги злоупотребат истите фотографии и да ги уценуваат девојчињата.